Пред известно време двајцата македонски граѓани со лажни бугарски пасоши и лажни имиња, Неџби и Христо, беа фатени на аеродромот во Солун. Додека се чека нивната екстрадиција, се чека ли уште нешто, Јелена? Да, Александар, се чека преведувач. Имено рочиштето во првостепениот суд во Солун за обвинетите од СЈО Груевски и Бошковски беше одложено поради тоа што во Солунскиот суд немало преведувач. Па така следното рочиште е закажано дури за 1 декември. А по многу перипетии, преведувачката Владимирка Јоргос Димовска вчера тргна кон Солун со традиционално превозно средство и се очекува таа да стигне на време за декемвриското рочиште. Јоргос Димовска е искусен преведувач од грчки. Таа во 2013 година се запишува на катедрата за грчки јазик, пошто по само една година студирање како една од најдобрите во генерацијата со бугарски пасош заминува на сезонско берење портокали, каде го усовршува разговорниот грчки јазик. Од канцеларијата на Јоргос Димовска ни рекоа дека Солунскиот суд кубори со преведувачи по македонски, најмногу бидејќи се приморани да користат споредни патишта затоа што доцни делницата на автопатот Смоквица Демир Капија, што доведува до одлагање на рочиштата за повеќе од 1 месец.